утринското будење и тоа кое што го најавивме во живо вклучување токму од Данска непосредно пред почетокот на Европското првенство во ракомет, каде што се разбира и нашата македонска ракометна репрезентација. Да, ако не се лажам, утрово од Хернинг ја вклучуваме нашата драга Јана Серафимова, која што е дел од нашата спортска редакција. Јана, добро утро до тебе. Добро утро. Добро утро, се надевам дека ме слушате. Те слушаме, те гледаме, како си, веројатно и тамо нели рано наутро, Данска многу постудено од Македонија, но вака една првична слика да ни пренесеш како колку е ладно, колку е студено во тој дел од светот со оглед на тоа што е зима, но и нели северните делови секогаш постудени. Пред малку ги слушна вашите објаснувања дека е таму студено и овде, меѓутоа не повеќе од таму. Пред малку проверив дека е 3 степени овде во Хернинг. Па добро, дури може и потопло ќе биде. Да, дури и потопло очигледно. Иако чувството е малку поинакво, во секој случај, искрено откако сум овде, веќе неколку дена сонце се уште не видов, затоа што е малку пооблачно и тмурно од она на кое што ние сме навикнати, но во секој случај е преубаво и веќе го чувствувам она за кое што пред се дојдов, а тоа е вистинска спортска атмосфера, затоа што Хернинг е град кој што е некаде во централниот дел од Данска, меѓутоа важи за значаен спортски центар и на Данска и на овој дел од Европа. Пред почетокот на Европското првенство, веројатно од ден на ден се загрева токму таа спортска атмосфера која што може да почувствуваат оние кои што се присутни, а ние на еден ваков начин тоа можеме да го пренесеме. И некако секогаш кога нашата македонска ракометна репрезентација е во фокусот, и тука владее токму таква атмосфера, особено кај големиот број македонски фанови на нашиот ракомет или на нашите ракометни репрезентативци. Па ајде, Јана, и за таа атмосфера со оглед на тоа што си почесто време токму во таа спортска сала, што се случува, како течат подготовките и се подготвува и како се подготвува нашата македонска ракометна репрезентација? Да, она што најважно според мене и првично би го кажала е дека искрено и навистина има една многу убава атмосфера пред се во нашиот табор, затоа што овие денови ги следам одблиску нивните подготовки. Верувам дека тука има и возбуда и адреналин, меѓутоа секогаш репрезентативците се оние кои што сакаат да не представат во најдобро светло и да го дадат најдоброто од себе на теренот за да изградуваат Македонија и не се сомневам и овој пат дека ќе биде така. И кажам оние најважни информации, Македонија ќе игра во Јуске арената, која што е и такако популарна. Во овој дел, односно во оваа арена, ќе бидат одиграни и оние финални најатрактивни надпревари на ова европско првенство. Инаку по 8 пат ние учествуваме на континентален собир, а ова е 17-то издание на едно европско првенство. Во оваа групна фаза, ние сме во групата Б, ќе ни предстојат 3 важни надпревари. Отвораме против домаќинот, тоа верувам дека сите кои што го следат ракометот знаат дека ќе биде еден голем предизвик пред нас големата Данска и ќе посетам за оние на кои што тоа им е важно дека тој надпревар ќе се одигра на 16 јануари, а терминот е 20 часот и 30 минути. Потоа уште 2 средби на 18 односно на 20 јануари. Тие две се закажани во 18 часот, а играме против Португалија и против Романија. Инаку ќе бидам со вас искрена, бидејќи овде распоредот набиен и да, постојано ги следиме тренингите и подготовките на нашите репрезентативци. Немавме многу шанса и прилика досега да малку повеќе прошетам низ градот Хернинг, но данците важат не само за луѓе кои што сакаат ракомет, туку за многу фер навивачи и за пријатни домаќини. Забележав дека и оние кои што припаѓаат на повозрасната генерација се и такако ангажирани околу ова европско првенство, значи не само младите, туку и повозрасните за тука да помогнат, да бидат дел од организацијата и за сега чувствувам дека буквално се е некако перфектно организирано. Се тече онака како што треба и тоа е добро да биде така, со оглед на тоа што станува збор за навистина големо европско надпреварување, многу луѓе ќе дојдат, многу публика ќе биде дел, верувам, од ќе сака да ги следи, се разбира, овие спортски надпревари. Кога веќе ја спомена Данска, ја споменавме и ние, тоа е еден од главните фаворити. Данска меѓу другото и домакин и нашиот прв надпревар ќе биде токму против Данска. Верувам дека спомена и ти ќе биде голем предизвик, навистина да се победи ако успееме во тоа да го направиме домакинот, но имаш ли, не знам, можеби какви се размислувањата на нашите ракометари кога станува збор токму за овој противник со оглед на
спортската тежина и позадината која што навистина Данска ја има, а е огромна кога станува збор за ракометот, за нивните ракометни успеси. Да, бидејќи сум овде, постојано слушам дека нашите ракометари и стручниот штаб интензивно ги добиваат овие прашања и веќе и самите минатите денови во своите изјави потенцираа дека дури е тешко човек да најде зборови нели за тоа каков противник е Данска. Знаеме во минатото сме се соочувале многу пати досега со тој тим. Само едно повторно ќе кажам, затоа што одблиску следам додека тимот тренира и се подготвува, дека има навистина голем жар, дека има голема желба, голема посветеност. Сите настапи на ново европско првенство да бидат максимално добри, максимално борбени, да бидат тоа како и секој пат најдобро едно издание кое што можеме да го понудиме на терен и секогаш потенцираат дека штедење нема да има, без разлика кој стои на другата страна, така што само премесувам кои се нивните зборови, а барем јас во тие зборови верувам до крај. Така и ние сакаме да веруваме и дека тоа ќе биде така и се разбира со сите онаа поддршка која што има и репрезентацијата од својата земја и од своите луѓе веројатно допринесува, иако многу нормално и природно е да постои трема, особено од една вака јака репрезентација со која што имале искуство и во минатото. Она кое што постои како податок е дека и токму Кире Лазаров или оној човек кој што се разбира најмногу стои позади македонската ракометна репрезентација ги будри, им ги дава вистинските пораки и совети и она кој што тој го потенцира е дека страф не смее да постои и веројатно тоа и го забележуваш ти со твоето присуство таму, но она кое што исто така излезе како информација е изборот на двајцата близнаци судии кои што ќе бидат судии на овој надпревар, кои што се од Молдавија. Какво мислење постои за нив таму, што е она кое што се споделува меѓу присутните и оние кои што ги имаат тие информации? Искрена ќе бидам, бидејќи нели кога е човек поблиску до тој спортски свет, генерално спортистите, стручниот штаб редовно одбегнуваат да даваат некакви посебни коментари за судиите, затоа што генерално кои судии да бидат делегирани, тоа е нешто што не можеме да го промениме. Меѓутоа верувам до крај дека барем и така важи, особено дека на овој дел од Европа секогаш постои оној fair play. И не се сомневам дека не би требало сите ние да сведочиме било какви проблеми кога е во прашање судењето. Напротив, требува да биде една добра игра, фер игра, а на крајот од денот и голямо шоу, затоа што навивачите го гледат спортот и од тој аспект за една голема забава, за едно добро расположение, така што искрено не верувам дека било какви проблеми во тој поглед би имало, напротив. Да, Јана, предмалку ги гледаме сликите, тоа се всушност од тренинзите кои што ги имаат овие денови нашите ракометари, веќе можеме да забележиме некаква публика. Вие, односно ние неколку пати во неколку наврати ја споменавме таа публика и тие навивачи, знаеме колку се тие клучни за нели да се направи добра атмосфера и да се нели даде целосната или максималната поддршка, особено еве на некакви репрезентации кои што доаѓаат малку од подалечни можеби делови. Сега конкретно зборувам за нашата заради тоа што Данска и не е така близко, но верувам дека најверните фанови и тоа како ќе обезбедат време, финанси и ќе се организираат да бидат таму. Со оглед на тоа што веќе по фотографиите може да се забележат македонски навивачи, имаш ли информација за тоа колку, да речам грубо вака во некоја бројка, имаме ли поддршка, ја имаат ли, ја добиваат ли поддршката нашите ракометари во пресрет на Европското првенство токму од публиката која што за нив знам дека многу значи? Секако, значи многу и нашата фаланга, ќе бидеме сега малку и пристрасни, мислам дека ни е дозволено, е меѓу она најдобра навивачка група или луѓе на секаде и секогаш се атракција на трибините, на големите надпреварувања. Кратко ќе кажам, на оние фотографии вие ги гледате македонските навивачи кои што ги бодраа ракометарите на пријателските надпревари што во минатите денови ги одигравме во Швајцарија. Искрено и јас бев изненадана кога на трибините видов толку македонци. Голем дел од нив, бидејќи кратко поразговаравме, се луѓе кои што живеат некаде во овој дел од Европа, па допатувале дотаму специјално за да дадат поддршка. Според тоа, да, убаво рековте, кога играме некаде на Балканот или во нашето соседство, тогаш со македонци е секаде преплавено. Може би овој пат нема да биде до таа мера,
Меѓутоа, сепак не би се расфрлала со бројки, имам најави од оние луѓе од кои што и директно ме прашуваат за некакви информации поврзани со влезници и така натаму, дека сепак ќе има црвено и жолто на трибините. Иски арената има капацитет од 12.000 од прилика посетители и едва и чекам да видиме колкав дел и колкав процент сепак на крајот ќе биде исполнет со Македонија. Јане, да бидам искрена, ти завидуваме што си таму, што ќе можеш во живо да ја почувствуваш таа навистина атмосфера која што само може да се доживе. И преку екраните не е тоа би рекла, заради тоа што многу е по-еуфорично кога си таму на трибина или можеби на самиот терен да ја почувствуваш атмосферата. Ни спомена дека пред официјално нели да започне ова европско првенство, нашите ракометари имаа пријателски средби. Како поминаа тие? Предпоставувам дека се е добро во тимот, немаме повредени, ќе биде се веројатно онака како што треба за старт на првенството кој што не очекува овие денови. Да, среќна сум да кажам дека во тој поглед е се супер и атмосферата и расположението секако и во поглед на формата на играчите. Она што се случуваше на пријателските надпревари беше досега исто одлично во поглед на резултати, но знаете на тие средби сепак главното нешто и она најважното е што стручниот штаб извлекува како pouка, така што тука се подготвуваат сите тие тактики и планови за понатаму. Тие надпревари беа убави, кажав, помина и со убава посетеност, не беа празни, напротив беа полни трибините и мислам дека им дојде одлично на сите наши играчи, на целиот наш тим за вистински да проверат докаде е нашата форма пред европско. Вчера беше одиграна последната пријателска средба овде во Кернинг и Македонија прослави победа со 35-27 против Мидтјylland. Тој е еден од данските прволигаши, така што мислам дека тој последен надпревар пред овие официјалните за сите значеше многу и даде некако еден добар импулс, но сепак нели оние стручни нешта не би во нив навлегувала, остануваат на ракометните стручњаци, а на нас останатите, особено на новинарите, останува да се обидеме најдобро што можеме да пренесеме како е овде, иако убаво рековте, во живо, чувството е посебно, особено кога игра Македонија. Така е. Одлично. Верувам дека имаш и навивачки реквизити, обезбедена си, се припремена. Да, навива и ти за сите нас од тука кои што не можеме или на тој начин да го дадеме нашиот придонос, но веројатно и ракометарите знаат дека ја имаат публиката, како таа таму која што ќе биде присутна, така и ова од Македонија која што страстно ќе навива за нив и за нивните игри. Првиот надпревар споменавме е во петок против Данска. Јана, ти благодариме многу, остануваш ти таму и посакуваме што подолго да останеш и нашите ракометари нели да останат што подолго во игра. И да, веројатно можеби ќе се видиме пак во некое следно издание, секако тука ќе бидеш присутна и во спортските вести, верувам да ги пренесеш сите информации онака како што треба. Да, тоа и само кратко сакав да го кажам. Голема поздрав до ваш и целата екипа нутринска на Телма и секако на моите драги колеги од спортската редакција со кои што редовно комуницираме и заедно се обидуваме се што можеме на најдобар начин да пренесеме, така што се надевам ќе успееме. Најголемиот поздрав оди за гледачите на Телма. Благодарност што следат сето она што ние правиме. Реков, верувам дека и се надевам ќе ги оправдаме очекувањата. Ве поздравувам сите. Поздрав Јана, ти благодариме што во утро се вклучи во утринска на Телма, во живо од Данска, да ги пренесеме сите впечатоци досега, но и атмосферата и подготовката на нашите македонски репрезентативци, ракометари кои што се подготвуваат и на кои што им посакуваме успех и среќа токму во петок по започнувањето на ова европско првенство. За сите дополнителни информации се разбира спортските вести на Телма, секогаш можност да се информираат нашите гледачи. Поздрав до Јана, а кое што се разбира ни е потребно апсолутно во овие јануарски празнични денови, каде што сме малку порелаксирани, поопуштени, е токму тој спортски адреналин кој што ќе го чувствуваме овие денови.